Бесплатен оброк со месеци добиваат граѓани со социјален ризик во Струмица. Од пекара социјално предпријатие во која пак работни вештини стекнуваат лица кои се борат со зависности. Лицата во процесот на рехабилитација стекнуваат знаења во областа на угостителството и пекарството. А последните 5 месеци тие прават бесплатен ручек и за своите сограѓани. Веќе еве пети месец делиме по 70 до 75 оброци на, како што кажевте, социјално ранливи категории. Буквално имаме бесплатни оброци од сите категории. Идејата е да од една страна овозможиме за нашите клиенти кои што се лекуваат во тераписката заедница Покров обуки со кои што после ќе можат да излезат на слободниот пазар и полесно да добијат вработување. А од друга страна така ја градиме нашата самоодржливост. Значи со економските активности остваруваме социјална мисија. Оброците секојдневно стигнуваат и во Центарот за згрижување жртви на семејно насилство во Струмица. Волонтерите во Центарот велат дека бројот на жртви за време на ковид пандемијата неколкукратно се зголемил, па снабдувањето со оброци за сите згрижени лица станало вистински предизвик. Рестриктивните мерки кои што беа преземени во борба против оваа болест го зголеми бројот на жртвите на семејно насилство, зашто и повеќе пати ние како центар и како здружение алармиравме и посочувавме. Од таа страна се зголемија и потребите за оброк, повеќе и храна за нашите штетеници. Ваквите иницијативи секако се добре дојдени. Општествено одговорните компании мораат да го осетат, да ја осетат оваа потреба која што нужно се јавува за помош на овие социјално ранливи категории на граѓани на кои што им треба голема помош. Работењето на пекарницата е поддржано од регионалниот проект ГИЗ за социјални права на ранливи групи. Целта е да се постигне долгорочна финансиска одржливост на обезбедените локални социјални услуги и да им се понуди работа на ранливите групи.